Da. Da, onda ovaj. Onda ovaj. To nije isti strana. Nije. To je dobro. On je bio Crna Gora, naravno je bilo, ali sad možda Bosna, ali ja nije 30% propušta. Nije to toliko bitno bilo. Mislim, ne sad nema povijek. Ali ako voliš nešto podrži to. I skoro je za poput to je na rojstvu. Ne znam, interesantna je za vance. Idem se, da ću reći da vidimo. Sport, polak. Dosta ima. Da, već koji imamo najviše riječi, valjda imamo za grabljača, putrača, kaksiola. Aha, kaksiola. Za ljubi. Imamo samo dve. Putrača je krsta. Da. Ne, nama je ono i putrača i za mjelača. Varnjača, to je varnjača? Vidiš to. Evo smo втори на Величица. Денеска мислам дека имаме по-малку должина за одење. Би требало да е полесно, се наспавме. Беше малку поладно од вчера. Нормално денеска на планина, вчера се вали кампувавме долу покрај езеро. И така да, тоа е тоа. Денеска би требало и повише да сме на отворено, што значи топло. А бога ми баш е топло овде, затоа што Галичица како предел не е со висока вегетација и доста сме изложени на сонце. Така да, не знам денеска како сме со вода. Не знам дали имаме некои изворчиња. Вчера најдовме само едно, што значи дека требаше по-добро да се опремиме со вода. Денеска земав поише, околу 2,5 литри имам. Така да, мирни сме сега за сега. Sad sam ti čuo tu prvo šljaši, treba legija, već je bila uspješna vojnica, uspješna jedinka, najgora. Podrška od Dunav svjetski ratu po najvećim zločinima. Razumiješ? Ako pogledaš na primjer himnu Roma, želim, dobro? Imaju su riječnu himnu, imali ste veliku familiju, ali ih je omokar ti čini. Ali ono kad je bio nešto... Srbi isto brkaju, isto znam. Da, samo ovo, ako će biti realni, dvopismeni. Znači Srbi imaju kiricu i latinicu potpuno, ono, ali zbog čega oni samo kiricu? Online jako puno više koriste latinicu. Da, ali oni brkaju... Ovo ovdje liči na некое како пресушено, ајде да не речам езерче. Значи тука е некоја вода што била, но е пресушено. Продолжуваме по оваа патека, цело време сме на отворено. Како што разбрав, денеска треба да качиме некој врв да го преминеме. Вајда е тој таму горе. Не знам точно, но ќе видиме. Полека навлегуваме сега во шума, каде што малку сигурно ќе направиме пауза, зашто ова топлото не уби. Малку ладно и ми требало да почнеме да се качуваме каде што ви покажав на претходниот кадар, на тој врв, не знам како се вика. 46. Да. Ovo za vam. To može, ti. Ovo je za vam. Ovo je likar. Ne, ovo je cijelo već. Ovo je plako. Moji česti kuhaju ručetka. Ajde jači. Stavio da mi je ozirao ovdje. Onda je nekšće.
Ne, ovo je to nas ne može. Bez navrata. Mi lupamo na 48. Kad je stepeni, to nas je stepeni 48. Не говорим после 20. Градируем. Najlakše je mjeri kako se gradira. Da. Kad pečeš doma rak, imaš grad. Мал апдейт. Ви го покажав пред малко връвът. Значи се доближуваме. Имаше сега добър предел, относно шума, където малко влезохме под сенка и се оладихме. Сега повторно изкачаме на слънце. Денеска е некако много по-лабаво, затоа што сватив кај сум дојден. У смисла, до сега јас бев навикнат на тури, каде што има водич, има група, одредено темпо се оди, знаеш кај е точка А, точка Б, сите одите заедно и така натаму. А ова е сосем нешто друго. Мене ми требаше вчера еден ден да помине, да што се вика слегнат впечатоците и да сватам кај сум дојден. Ова е сосем друг принцип на, ајде речем, хайкинг, авантура и така натаму. Овдека, како што ви напоменав неколку пати, значи ви даваат рута и што се вика одиш сам си на себе. Следиш, ако имаш екипа, ако немаш ќе си најдеш како мене и буквално се снаоѓате сами во природа. Имате одредено време кога треба да стигнете, за бајле кое време се трга, опрема си носите вие и тоа е тоа. Така да ќе збориме понатаму, односно кој ќе заврши и утрешниот ден и накнано може да направам посебно видео за тоа каков е принципот, да речем, на вакви авантури со хайлайнер кога се оди. Када се гледаме горе на врвот. Они оди да видим, може да се спојат. Да не е само по-гадно. Они, Моментално не знаеме кај одиме, дали десно, дали лево. ако можеш пресече. Еве да видите погледот. Магично. И овдека е убаво од оваа страна.
е од прилика само да се надевам ме слушате, да видите од прилика, да имате представа до кај сме. Значи ово доле негде би требало да е од прилика, мислам дека кај градиште, ако не се лажам, или пред градиште ово. Таму е Охрид, од претходно ќе видите од претходните кадри од првиот ден, значи бевме буквално позади градот. Така да, мислам дека пола и повише, ако не се лажам, имам изоден или сме на пола. Крајната точка е Светинал. Конечно, ова е највисоката точка за денес. 1800 метри, од овдека се гледа буквално цело Охридско езеро. Значи преубаво. Ќе ви кажам, вчера што мислев, значи вчера сакав да се откажам, мислам дека ми беше најлошата одлука што имам донесена во краток период, но изгледа пополека се минуваат мислењата. А од овде се гледа и Преспанското езеро, не знам колку може да видите. Така да, кој е во можност и сака авантура, топла препорака за Хайлайндер, затоа што се надевам дека и наредна година ќе има организација, но точно не знам каде. Лани организацијата била на Јабланица, оваа година е Галичица. Така што не знам дали знаете, Хайлайндер е и франшиза, каде што буквално ги има насекаде. Има Србија, Хрватска, Црна Гора мислам дека веќе нема, имало претходно. Не знам колку ме слушате од ветерот, така да кога ќе направиме пауза за јадење, се гледаме таму. Кај ти бе? Не знам колку ќе се слушам од ветрот. Продолжуваме сртот се до крај. Мислам дека имам уште неки добри 3 часа. Патот е горе-доле цело време. Може единствен проблем е што сме цело време изложени на сонце, но од време на време дува ладно ветренце, така да балансираме. Не е нешто тешко, денеска баш онака убаво уживање, денеска многу убави поглед за разлика од вчера беше катастрофа. Денеска многу се гледам точно тука да дува многу ветер, така да се гледаме натаму. Мал апдейт, уште сме на сртот, значи сонце убива. Мислам дека сончаница фати. Вреди да се качиш до горе и да го видиш овој поглед, значи двете езера, буквално нереална природа, но да се качиш, да видиш, да се сипиш, да пешачиш, да поминуваш цела Галичица по сртот одгоре, малку и не се исплати баш. Мислам, не се исплати. Авантура интересно е. На планина си слобода. Мислам, секој треба да го искуси ово искуство. Но и малку е тешко. И ова ранецот убива. Така да
гледаме накнадно. Ovdje bi trebalo da je последната препрека за денес. Правиме мала пауза, корекција на опрема и продолжуваме до домот. До домот сега имаме само спуштање и мислам дека тоа е тоа. Тешко. Ама преубаво, преубаво. Тука би требало да го видиме домот, односно денешниот чекпоинт, така да тоа ќе биде најубавата гледка за денес. Не знам дали гледате, сега ќе пробам да зумирам. Тоа е таму скроз долу. Тоа е тоа. Уште малку и стигаме. Уште малку, па минимум 40 минути, може и помалце. А утре го качуваме ова чудо горе.